Значи, по тоа искуство, кога преживеав буквално еден најдоцен краен статус, како да го кажеме, форма на канцер, заради кое што морав итно да бидам оперирана, и ова искуство, кое што ме снајде сега, каде што од најблиската фамилија пробав да бидам ставена во лудница, заради нешто што реално немав ништо направено за да лежам таму. Значи, сето ова треба да ви даде увид колкави размери и пори има фатено ова зло. Значи, гревот што го правиме самите ние, од една страна, и од друга страна, тоа што не можеш да се одделиш дури од општеството затоа што ќе те направат будала и луд. Или ќе добиеш одредена, не знам, казна или така натаму, или така натаму. Пример, сега, не знам, некој работи со фирма или си има свој мал, не би рекла бизнис, тоа е една трговија која што е против Бога. Меѓутоа сака да си работи нешто свое и државата го присилува да мора да плаќа данок и да биде зависен од неа и на тој начин да мора да прави пари, значи да го влече народот кон правење пари за да може да, нели, ја задоволи државата од една страна, а од друга страна самиот да преживее. И гледате, ако човекот почне да ја негува духовната верба и да се оттргнува од државата и од системот и живее на црно, буквално на црно, меѓутоа заработува доволно, Бог ќе го заштити, верувајте ми. Можеби е тешко тоа да се прави ако имаш продавница во сред центар, ама и не мора да ја имаш на крај крајава, направи ја во својот дом или во својот двор или каде и да е. Меѓутоа тргни се од ова црнило. Оттргни се од ова црнило, затоа што таа зависност носи последици. Ем си паѓаш во гревови, ем самиот се туркаш на работ на екзистенцијата. И тука би ги спомнала, еве, ако веќе дадам некаков пример, сега сите бевте на одмори, предпоставувам, и знаете колку се плаќа од ноќ, и знаете колку е еден одмор од 7 или 10 дена, на кој што јас лично со свесна волја одлучив да не го одам и да не ги подпомагам некои индивидуи кои што си се нормализирани во целата таа игра, дека еден одмор е 400-500 евра или не знам 200 евра за 7 ноќи. Мислам, кај мене тоа не помага и затоа сакам да го дадам како едно освестување дека не треба да им влегувате во играта, затоа што тоа е дел од исклучително сатанска игра која што ти го пере мозокот. А обичниот човек работи кај некој материјалист, работодавец цела година и го залажува со 10, 12, 15 дена годишен одмор и го прави роб. И он, како што кажав на почетокот на видеото, гледате, луѓето се влезени во таа зоолошка градина, од која што човечка градина, зоолошка човечка градина, во која што ти веќе се залажуваш и со буквално едно 100 грама мефце, кој ќе му го дадат на животното. Значи, не е свесен у каква илузија, у каков матрикс живее и дека му е исперен мозокот. И таквите индивидуи, утре ќе ги видиме на социјални мрежи кои што го даваат тој стил на живење, го нормализираат тоа, дали преку маркетинг, дали преку стил на живење, као јас сега го живеам тоа, па го правам нормално пред другите, ама сето тоа е одење во гребови. Затоа што, ќе се навратам, суштината на животот не е тоа. Суштината на животот е еднаквоста. Да можеме сите да можеме да си приуштиме одмор,